Во изминатата година американската челичарница бараше одобрение за мнозински влез на акциите од јапонската челичарница Nippon Steel. This investment will create a positive ripple effect across the region. Во американската челичарница од 340.000 работници во својот врв сега работат околу 15.000. Тоа е загрижувачка статистика за Бредок, каде што произведува челик од 1875 година. Делија Ленон Винстен е градоначалничка на градот. Не е како што велат од американската челичарница дека не очекувале. Овие високи печки беа дел од мокната фабрика која 100 години произведуваше повеќе од 9000 тони железо дневно. Долго време беше најголемата челичарница во светот и символ на индустриската моќ на Америка. Американската челичарница го затвори погонот во 1986 година, бидејќи производството се пресели во странство. Морам само да кажам дека е апсолутно срамно што се продадува на странска нација и компанија. Ова е американскиот сенатор Џон Фетерман од Пенсилванија кој изрази противење на предложеното превземање. Фетерман остави свој белег како градоначалник на Бредок, функцијата која сега извршува Делија Ленон Винстед. Таа го поддржува превземањето од јапонците, тврдејќи дека судбината на градот Бредок и американската челичарница се испреплетени. Со неа беше основан Бредок. Таа беше во Бредок. Тоа е главниот ресурс за градот. Тоа е влезната порта за инвестиции во Бредок и околните заедници. Американската челичарница посочи дека некои фабрики може да бидат затворени и работниците да бидат отпуштени доколку договорот биде поништен. Но адвокатката за трудови права и поранешен член на Советот на округот Алегани, Аманда Грин Хокинс, изрази загриженост дека челикот од Пенсилванија ќе биде под странска контрола. Има луѓе во заедницата кои се загрижени за тоа, што значи ова за националната безбедност. Ова се прашања кои нашите законодавци мораат сериозно да ги разгледаат. Оние во Вашингтон кои се противат на јапонското превземање се водат од политички игри, вели Гај Валар, кој работи во локалната фабрика при американската челичарница. Ќе го задржат името и работата. И како што реков, се надевам дека ќе ги задржим и нашите здравствени придонеси на платата. Исто така локациите дискутираат за можниот купопродажен договор. Ова е режисерот Тони Бубач и татко бил заварувач со децени во локалната фабрика за челик во САД. Ако јапонската челичарница не купи, може да трае уште 20 години. На крајот, можеби ќе затвори. Јапонија се појави како ривал на Америка во производството на челик во вториот дел од 20 век. Обстанокот во 21 век може да зависи од воспоставување соработка меѓу двете земји, за да се избегне превземањето од конкурентите во Кина, која сега е дом на 3 од 5 најголеми светски производители на челик.